По двомесечни активности за подигање на свеста за активно вклучување на децата со посебни потреби во редовната настава, вклучувајќи ги и спортските активности, денес се одржа завршната трибина на проектот Инклузивен спорт наша реалност. 55 мина наставници и стручни работници од тетовските основни училишта денес добија сертификати. Од денеска е крајната активност или последната дебата или тркалезна маса, како сака да на проектот. Се разбира за инклузивниот спорт за лицата со посебни потреби, што беше организирано во основните училишта во град Тетово. Денеска ќе се доделат и дипломите за сите професори и се надеваме дека сме придонеле нешто повеќе за децава, веќе во школата да се третираат подобро, бидејќи сме се повторувале многу често пати. Ние и законски сме должни во сите училишта да ги третираме подеднакво, бидејќи Македонија е потписник на Конвенцијата во 2011 за правата на лицата со посебни потреби. Ова активност ќе служи за презентирање на резултатите. Имаме повеќе од 55 професори од основните училишта обучени, од тие 30 се професори по физичка култура, другиот дел се психолози, социолози и дефектолози што се вработени во училиштата. И за нас беше имавме предвидено бројка до 30, а веќе се дуплиравме на активностите и тоа беше еден добар показател за ова сензибилизација на ова ситуација. И мислиме дека во иднина нема да има многу потреба за да се сензибилизираат, они треба да ги гледат малце повеќе конвенциите, школата да ги почитуваат законите, да се воспоставува некој поквалитетен кадар, зашто тие деца, освен што се во редовните училишта да бидат, ќе треба да е некој вид на асистенција, за они може да им треба малце повеќе време за да го сватат некоја работа. Така да, мислим дека сме успеале нешто колку толку. Во рамки на проектот Инклузивен спорт наша реалност, минатиот месец на спортскиот центар во Тетово беше организиран настан на кој децата со посебни потреби вежба атлетика. Овој месец во спортската сала на текстилното училиште во Тетово беа организирани 2 спортски настани за учениците со посебни потреби. Едниот беше кошарка, а другиот голбал.